Рено игра пионерска улога во глобалниот премин кон електромобилноста. Со малиот Зои, французите беа меѓу првите компании кои се впуштија во иднината пријателска за климата. Сега се додадени уште 3 електрични модели во палетата, а студијата Scenic Vision покажува во кој правец групата ќе ги превземе понатамошните чекори. Надворешниот дел укажува дека се работи за семејно возило исполнето со иновативни технолошки и просторни решенија кои ќе бидат применети во идните модели на Рено. Веќе е најавено дека вкупната должина ќе биде околу 4,4 метри, ќе тежи до 1700 килограми и треба да се појави на пазарот во текот на 2024 година. Програмата за развој Рено Луција е фокусирана на потполната електрификација и прогресивните погони. Следната генерација на компактни моноволуменци треба да се појави со електричен погон на батерии, но во иднина ќе се приклучи хибриден погон со водородни горивни келии. Технологијата H2Tech се однесува на возила со нулта емисија на издувни гасови, која ја обединува работата на струјата, што се црпи од батеријата и струјата добиена преку водородни горивни келии од 16 киловати. Овој концепт со двојно повесна батерија има ист домет како сегашните електрични возила на батерии. Групата Рено има искуство со оваа технологија. Во рамките на проектот Hivia веќе се нуди погонот на водородни горивни келии во лесни комерцијални возила. Досегашните искуства покажуваат охрабрувачки резултати. Вкупната емисија на јаглерод е за дури 75% пониска споредена со онаа на Megane E-Tech Electric.